Сметам дека може да е реална потребата од прогласување на кризна состојба која внимателно ќе се следи во спроведувањето на мерките, но и почитување на човековите права и слободи. Граѓаните, јавноста очекуваат дека поведувањето на кризната состојба во суштина по автоматизам ќе значи прогласување на полициски час, што сметам дека размислувањето, особено кај министерот за здравство, се добри, тоа треба да биде последна мерка која би требало да се превземе. Со оглед на тоа што во овој момент, доколку дојде до прогласување на полициски час, е ирационална мерка од неколку аспекти. Прво, земјата нема ниту ресурси, ниту капацитети во однос на безбедносниот систем да овозможи непречено функционирање и почитување на полицискиот час на целата територија на земјата. Второ, немаме изрегулирана правна регулатива во однос на казнената политика, кој се уште е либерална во однос на граѓаните кои нема да го почитуваат полицискиот час. Трето, во негативното влијание кое ќе го има врз економската состојба и така лошата кондиција на македонската економија. Четврто, големото влијание врз психичкото здравје на граѓаните.